Господин Трајковски, Александра Мишовска од А1 телевизија. Зошто се затворени, да ми кажете по-конкретно, медиуми, односно вестници? Кои? Медиуми, односно вестници се затворени пред вчерашната акција, по-конкретно да ми одговорите на прашање. Кој вестник е затворен и каде е затворен? There is a question that some Вие знаете најдобро, зошто се затворени медиуми, односно вестници? Односно вестници? Да. Јас ве молам, кажете ми, кој медиум и кој вестник е затворен за да ви одговорам? Време. Доколку време, овде код ова што го презентирав, никаде го нема време. Време е само една забуна, време не стои позади вестникот време. Време денес излезе. Ако сме биле ние вчера од 10:30 таму, и ако сме го затвориле, како излегол време Ако истиот се печати во печатница Мисирко. Како е денеска во продажба? Јас утрово го читав време. Па дури и грепката изгледа. Вие добро знаете кога се печати и кога се прави вестникот. Блокадата е ставена ноќеска. Не е точно. Вие сме од 10:30 часот таму, а блокадата ја направи тој што сакаше да ја направи во 19 часот во централниот ударен ТВ дневник на именуваната телевизија. Да бидеме искрени. Зошто ставите пломба, јас се извинувам. Зошто Ние сме ставите ставиле пломба на пломба, вестник, односно на... ние сме ставиле пломба на овие објекти за кои што имаме судска наредба. Доколку некој ја вршел дејност на која што не е регистрирана, на која што не е разграничено, каде завршува ајден, каде почнува време, каде прави смоки, каде рефактурира, каде печати, каде складира стоки со изминат рок или без изминат рок, времето ќе покаже. Каде чува документација, заедно со храна се чува и документација. Каде се чуваат компјутерите и каде се серверите, надвор од било кое логичко размислување, а вие добро тоа го знаете и тоа што од 10:30 часот, од влезот на нашите колеги, цело време беа под вклучена камера. Повелете, покажете ги снимките и дајте го одговорот, не ме прашувајте мене. Ја не знам кај се наоѓа еден телевизија, верувате. Ја гледам, меѓутоа никогаш не сум бил гост. Колеги, само уште едно прашање имам, уште да ве прашам зошто тврдете вчера цел ден дека инспекторите на УЈП биле во заложништво во Ајден. Во објектот тие слободно се шетаат цел ден. Инспекторите на УЈП кажав дека ако бидејќи имаше прашање што се случува внатре во зградата, ако ме прашате мене, јас ќе кажам повторно. Се случува под наводници заложништво на инспекторите. Значи да не се правиме будали. Повелете господин инспектор, влезете во канцеларијава, не знаеме чија е, нема ништо во канцеларијава, сега ќе дојде одговорното лице, 12 часа го нема одговорното лице. Што е тоа? Што е тоа? Да ве викнам на прес, да ве заклучам овдека, да ви дадам кафе и да дојдам вечер во 22 часот? Тоа ќе биде прес? А сме кажале во 13. Тие цел ден слободно се шетаат низ објектот. По одредени фирми не сте можеле да влезете 16 месеци во други 8 месеци. Зошто баш сега? Зошто не пред 16 месеци кога сте имале сознание? Тоа што така говорат оперативните сознанија. Ако ја видовте шемава која ја презентирав, ќе ви стане многу јасно. Ние како даночници секогаш ќе бидеме заинтересирани ако можеме да најдеме наот истиот да го наплатиме да биде 10 милиони евра место 100.000 евра. Значи денес како постапиме некојаш ќе бидат 100.000 евра. Ако се расшири приказката, после месец дена можеби ќе бидат 10 милиони евра. Да ни биле овозможени услови, контролата ако влегла, налогот бил примен на 3 јули, верувајте ќе била завршена до 15 јули и сите среќни на годишен одмор. Неуспех на управата е да пренесеме налог. Знаете што? Неуспех на управата е. Прашајте кого сакате независен експерт и странска даночна администрација. Да налог за контрола го пренесеме од една во друга година. Тоа е неуспех пред се на управата. Господин Трајковски, каде е во целава приказна семејството Ранковски? Прочитат управители и собственици кои немаат никаква врска со Ранковски, а неговата телевизија, да, остави вчера дека се упаѓа во неговите фирми, но се упаѓа во неговата телевизија. Зошто телевизијата оставила таков печаток, нека одговори уредувачката политика на таа телевизија. Ние цело време тврдевме дека не сме во контрола на медиум, дека не го напаѓаме говорот, слободниот говор во Република Македонија и демократијата, туку дека напротив се соочивме со невозможување на фери еднакви услови на македонскиот пазар. Значи, ако контролираме некој
ај пак под наводници, некој семкар со дневен промет од 100 денари, тоа не значи дека некој кој е сосед и во иста административна зграда со телевизија, дека тој треба да биде амнестиран од контрола. И јас многу јасно кажам, во моментов ние вршиме контрола во овие фирми, за овие фирми се уште немаме податоци за персонална и капитална поврзаност со А1 телевизија, односно собственикот на А1 телевизија, а тоа што некој си ја правил фамата, нека одговори зошто ја правил фамата. Ако не одговори денес, ќе одговори времето во наредните 5, 10, 15 дена, бидејќи сето ова ќе биде документирано со бројки.